Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска, а во овие минути наменети за културата и културните случувања, задоволство ми е да ја поздравам Билјана Црвенковска, писателка, издавачка, чија што издавачка куќа Чудна шума деновиве, односно на 8 јуни, ќе ја промовира легендарната сликовница Бушава азбука. Не треба многу да се представува, се знае тоа е дело на Горан Стефановски и на Душан Педжич. Што можеме сега на почетокот да кажеме? Се чекаше цели 35 години, бидејќи првото издание на Бушавата азбука е од 1986 година. Се чекаше цели 35 години да се појави повторно ново издание на Бушавата азбука. Да, значи книгата беше една од, да речам вака, најбараните книги за деца во Македонија, особено затоа што тиражот беше одамна исцрпен. Значи сите ние сме имале по дома по некој примерок кој што е подискинат, најверојатно нешто чкртан, боен, некој се сосема со распаднати страници, дури луѓе ми праќаат сега да ги видам старите примероци. И навистина долго време се чекаше, оригиналниот издавач Детска радост одамна не постои. И некако, не знам од кои причини, книгата не беше излезена. Веројатно и издавачите не беа пројавиле интерес, можеби и регулирањето на авторските права. Каде вие го најдовте мотивот и интересот да издадете? Па, Чудна шума веќе 5 години издава, да речеме, 80% од нашата од книгите кои што ги издаваме се книги за деца и млади. Се трудиме, нели, да го имаме она најквалитетното од литературата за деца и млади. Тоа се секако не толку комерцијални изданија, туку некои што имаат некоја посериозна вредност и книжевна и уметничка, естетска, бидејќи ние особено внимание посветуваме на изгледот на книгите. И јас долго време размислувам за Бушава азбука, но никако да се случи тоа. Се додека еден ден не ми се јави Игор Стефановски, синот на Горан, кој што е наследник на авторските права, кого што јас лично не го познавав, но преку заеднички пријатели тој дојде до мене и ми се јави и ми кажа: следам што правиш со Чудна шума и сакам Бушава азбука да излезе во Чудна шума. И така почна. Да. Колку време ви требаше да го подготвите ова ново издание на Бушава азбука? Па морам да кажам дека ни требаше доста време, затоа што знаете дека во 80-тите овие работи се правени малку поинаку. Значи нема никакви дигитални фајлови, нема самата книга, дури ни илустраторот Душан Петричич, кој што ние го контактиравме нормално и за авторските права и за се, немаше ништо сочувано и ние имавме среќа што Игор Стефановски имаше еден примерок на Бушава азбука кој што беше неотворен. Нов примерок. Сосема нов, сочуван, спакуван во најлонче. И тој го донесе, бидејќи тој не живее во Македонија, го донесе. После тоа моравме сосема да ги скенираме, преработуваме, дигитализираме фајловите, за да можеме да ги употребиме и дури морам да кажам дека сега и подобро изгледа, бидејќи денешната технологија нормално на печатење и се не е како она во 80-тите. И исто така сакам да кажам дека ми е многу мило што повторно го исконтактиравме Здравко Кирвезировски, кој што е лектор на првото издание, да направи, тоа се ситни ревизии кои што сега имаме и нов правопис, значи некои зборчиња кои што некогаш се пишувале со, да речеме, помеѓу со цртичка, сега се пишуваат споено и така да се направи една мала корекција на она што е, нели, современите промени во. Сега токму кога се зборува за македонскиот јазик, вие имавте една многу интересна изјава по повод излегувањето на Бушава азбука, каде што велите дека повторно со оваа книга всушност новите генерации ќе се учат на македонскиот јазик, но и на некои архаични зборови што можеби не се во секојдневна употреба толку често, за сегашните и за идните генерации. Дали е ова најголемата вредност на Бушава азбука? Па да речеме дека да. Секако таа е, значи јас ја сметам и за сериозно културно наследство веќе оваа книга, бидејќи навистина богатството на јазикот кој што го има внатре е неоспорен. И мислам дека ние нема да застанеме тука само со издавањето на книгата како тоа што било некогаш, туку ќе се потрудиме и малку да понудиме некои други содржини.
Имавте креативна работилница, например, Да. на крајот на мај сега. Да, имавме и ќе имаме уште 2 такви креативни работилници, каде што читаме делови од текстот, дискутираме за одредени зборчиња, па децата цртаат, измислуваат, замислуваат збор или измислуваат збор или измислуваат лик на одредена буква, па го цртаат, па му даваат име, па ги пишуваат буквите. Значи тоа е, да речеме, еден така покреативен дел, но исто така размислуваме и за да направиме и некој мал, да речем, речник. Бидејќи тој не можеше да се вклучи во ова оригинално издание. Тоа го предложи прв Здравко Ќервезировски, јас и Игор веќе го дискутиравме, бидејќи Игор е, да речем, малтене како еден партнер во целиот проект, бидејќи издруженијето За промоција на делото на Горан Стефановски е влезено во приказната. И ќе понудиме и други содржини. Значи нема да биде само да остане само на ова и само на ова издание. Добро, сега сакам да ве прашам, рековте веќе 5 години постои вашата издавачка куќа Чудна шума. Точно и толку негде години плюс минус се забележува една промена на сцената на книгите за деца во Македонија. Ако претходно имавме многу лоши комерцијални изданија преведени на Google, што би се рекло, последниве години има навистина квалитетни, не само од вашата издавачка, туку и другите издавачки куќи се раздвижеа и издаваат книги за деца, сликовници кои што се навистина со голема вредност, не само за она што е за децата, туку и воопшто остануваат како вредност во македонската книжевна сцена. На што се должи таа промена? Бидејќи се случи како преку ноќ всушност. Па да, мислам дека имаше еден огромен период кога, да речеме, од оние златните денови на детска радост, до сега овој, што јас го нарекувам нов бран на книжевноста за деца, имаше еден голем период на затишје. Односно, да речеме, најмногу твореше Горијан Петревски, но тоа е повеќе книжевност за млади. Твореше Иванчо Полазаревски книжевност за деца, но да речеме, тоа беа сепак проблесоци во тој период помеѓу, бидејќи, да речем, главните оние работи кои што ги правил Ванчо биле пак во времето на детска радост. Да. И мислам дека баш во тој период на затишје регионалната книжевност за деца, а да не зборувам за европската и за светската, отиде многу напред. Отиде многу напред пред се во естетиката, значи во визуелниот изглед на книгите, во изборот на темите, кои што сега во светската книжевност се тоа навистина сериозни теми кои што се третираат дури за најмала возраст, бидејќи тие треба на децата да им помогнат да се идентификуваат и да на некој начин се препознаат себе си и своите оние современи проблеми на денешното дете, да ги препознаат во тие книги. И да научат за вредностите за кои што цело време се жалиме дека се некаде изгубени. Тоа се тие хуманистички, основни човекови, универзални вредности, кои што најмногу се учат всушност преку книгите. Да. Се разбира и од родителите, од семејството. И мислам дека тоа недостасуваше и едноставно почнавме да ги правиме тие книги, не само домашни автори, туку и многу убави преводи на современи сериозни книги за деца, од сликовници до романи. Има повеќе издавачи кои што го прават. Сега во светлото на тоа, вчера Државниот завод за статистика излезе со многу поразителни факти за тоа дека има многу неписмени луѓе со основно образование. Јас ги имам тука и бројките. 18.897 неписмени луѓе, значи што воопшто не може да читаат, и 23.192 со основно образование луѓе во Македонија. Тоа се поразителни факти за било која држава, па и за нашата. А знаеме дека всушност читањето на книгите за деца е тоа што понатаму не само ја создава навиката за читање, туку и не описменува на крајот на криштата. Јас се сеќам кога сме биле ние деца или некои мои пријатели и членови на семејството, што сакале да прочитаат нешто, а родителите немале време или не можеле се да им читат, па самите научиле да читаат. Да, еве и денеска има примери, значи не е дека кој кажам децата не сакаат да читаат, не. Има деца кои што
од мали сами почнуваат да читаат, затоа што знаеме дека во прво одделение сега во денешнава програма не се учат буквите се до второ одделение. Мислам, вистинското описменување се случува во второ одделение, а има деца кои што сакаат порано да научат да читаат па почнуваат сами. Но дефинитивно проблемот е од повеќе аспекти, а пред се немањето стратегија, значи зборувам не само во државна стратегија во на Министерството за образование и Министерството за култура, туку со овие бројки зборуваме тука и за Министерството за социјала, кое што би требало да се вклучи и можеби, не знам сега кои се тие методи во тие средини каде што е тоа, пошто бидејќи верувам дека е тоа во одредени средини, одредени групи кои што остануваат неписмени, дека тоа треба некако да се. Јас не можам да кажам кои се методите, но не зборувам, очигледно е дека немањето на посериозна стратегија да се спречи да остануваат цели генерации, да речам, неписмени или полуписмени, или да се пласираат некои погрешни вредности, кои што веќе тука се, да речам, тоа е и дел од семејството треба да се ангажира, меѓутоа ние навистина доживуваме една таква деградација на сите вредности во општеството, што ова е само доказ за тоа што веќе го знаеме. Се обидувам да ја представам таа дискрепанца од една страна нели Бушавата азбука, прекрасна книга за учење на јазикот, за учење на буквите, и од друга страна овој голем процент на неписменост. Како планирате да допре оваа ваша книга, например, до што повеќе деца едноставно? Добро, имаме среќа што многу родители реагираат многу емотивно кога ќе ја видат книгата, бидејќи тие растале со неа и книгата навистина доживува успех. Меѓутоа пробуваме и се обидуваме да нема, како што реков, нема да остане нова. Ќе имаме работилници, ќе имаме гостувања по градови, ќе се обидеме да во школите да влеземе со работилници, па и во градинките. Не би останале нова, верувам дека ќе најдеме и поддршка во одредени организации кои што би сакале да ни излезат. Во одредени училишта сигурно ќе имате добро дојде за ова. Кој е најмалото дете што дошло на вашата работилница? Најмалото сега на оваа работилница најмалото дете имаше 5 години. И знаеше да чита? Да. Дали тоа го научиле родителите или само тоа сакаше? Значи, тоа не знам, не кажа, меѓутоа јас прво прашав кој не оди во училиште да ми каже за јас да му го напишам името, бидејќи имаше помали деца. И 3 дечиња кренаа рака и јас му придов на најмалото и реков сакаш да ти го напишам името и рече јас не знам да пишувам, ама името знам да си го напишам. Си го научил името да си го пишува. Да. Добро, ова влева надеж и ваквите изданија влеваат надеж дека навистина ќе се промени оваа ситуација. Да речеме дека бројките не се сосема прецизни, меѓутоа сепак се од Државниот завод за статистика и немаме причина да не веруваме во нив. Јас ви благодарам за денешното гостување во утрински брифинг и ви пожелувам успех да што повеќе деца и што повеќе нови генерации ја добијат оваа книга, оваа легендарна култна книга Бушавата азбука од Горан Стефановски. Ви благодарам.